Време е за дневникот на К1. Основното јавно обвинителство Велес излезе со информација дека поради здравствената состојба на возачот кој управувал со автобусот со кој се случи сообраќајната несреќа во неделата на автопатот Велес Скопје кај Кула, а кој се уште е во болница на лекување, ќе чекаат негово опоравување и од наредната недела ќе го сослушаат во врска со несреќата. Според информациите кои ги добивме од Славица Темилковски, основен јавен обвинител при основното јавно обвинителство Велес. Освен возачот, ќе ги сослушаат и сите патници кои биле во автобусот, кои се повредени или не се повредени. Темилковски вели дека чекаат повредените да се соземат од немилиот настан и најверојатно од понеделник сите ќе ги сослушаат, пошто ќе се изврши вештачење и анализа во врска со настанот. Откако сето тоа ќе се заврши, ќе можеме да лоцираме кај кого е кривичната одговорност, додава Темилковски. Инаку во несреќата во која се преврте туристички автобус со македонски патници кои летувале во Грција, имаше 27 повредени и 1 починат. Јас сум Катерина Нацева, а ова се настаните на денот. Останете со нас. Еколошките критички точки пред заменик министерот за животна средина и просторно планирање Јани Макрадули. Градоначелниците на Лозово и Кавадарци со отчет за сработеното во општините. Во недела ќе се одржи 4-тиот пливачки маратон на езеро Младост. Екологистите од Кавадарци, Велес, Валандово, Пробиштип, Тетово, Битола и Охрид денеска во Кавадарци остварија средба со заменик министерот за животна средина и просторно планирање Јани Макрадули. Тие ги соопштија еколошките критички точки кои ги има во нивните општини. Деталите не ги пренесува Мартина Митков. Заменик министерот за животна средина и просторно планирање Јани Макрадули денеска се сретна со екологистите од Кавадарци, Велес, Валандово, Пробиштип, Тетово, Битола и Охрид. Тие како членови на движењето на екологисти на Македонија го запознаа со еколошките проблеми во нивните општини. Борбата за здрава животна средина не е работа само на министерството, бидејќи на Македонија и треба сеопфатна акција, изјави Макрадули. Во овој момент во граѓанските здруженија, во невладините организации има собрано многу знаење, многу искуство и денес овде во Кавадарци разговараме и со други здруженија од поширок од регионот, кои што не само ги акцентираат жешките точки, еколошките критични точки, туку има и многу добри предлози како да се надминат. Министерството е спремно не само да ги сослуша, туку и во заеднички акции да ги имплементира. Често го повторам тоа, на Македонија треба еден еколошки прибе, еден момент за еколошка правда. Министерството и владата се спремни да влезат во една сеопфатна акција за здрава животна средина. Председателот на регионалниот еколошки центар Еко живот од Кавадарци, Роберто Паризов, беше дециден дека со национална стратегија би се решиле еколошките проблеми во Кавадарци. Сакавме да го приближиме Министерството животна средина кон актуелните еколошки теми, загадување на води, загадување на почва, загадување на воздух, сите можни облици на загадување и можни решенија кои што можеме заедно да ги понудиме, за да имаме една поздрава животна средина во Кавадарци. Имаме многу загадувачи, имаме повеќе облици на загадување, али тоа сепак треба се донесе една национална стратегија и проблемите на Кавадарци да влезат во состав на таа национална стратегија за решавање на еколошките проблеми. Ненад Коцич од еколошкото друштво Вила Зора од Велес соопшти дека последните испитувања во Велес покажуваат енормно загадување во почвата со олово, кадиум и цинк. Подитно е потребна интервенција од соодветните органи за да се запре ова загадување кое се уште е присутно, нагласи Коцич. Главен проблем моментално во Велес околу животната средина е загадувањето на почвата. За жал
воздухот и водата имаат способност за самопрочистуваат, меѓутоа и после веќе 14 години од затворањето на топилница почвата е се уште ужасно загадена во Велес. Со тоа се загадуваат зелените земјоделски производи кои што се произведуваат на велешките ниви, а со тоа директно се закадуваат и луѓето кои што ги конзумираат и во Велес и во цела Македонија, па ако се извезуваат и надвор. Нашите последни анализи покажуваат енормно загадување и со олово, и со кадмиум, и со цинк, и одлична способност на растенијата за деконтаминација. Организаторот Еколошкото друштво Екоживот истакна дека средбата вроди со плод и во идниот период редовно ќе го запознаваат Министерството со еколошките жешки и критички точки кои ги тиштат нивните општини. Градоначалникот на Кавадарци Александар Панов денеска даде отчет за сработеното за неговиот 4-годишен мандат. Тој рече дека е реализиран висок процент на проекти. Нагласи дека Кавадарци е град со најниско ниво на невработеност и е еден од најпосакуваните градови за живот во Република Македонија. Панов информираше дека се реализирани стотина проекти кои во значителна мера го имаат подобрено квалитетот на животот на жителите во општината. Со отчет за сработеното за изминатите 4 години денеска излезе градоначалникот Александар Панов. Тој рече дека во изминатите години и покрај потешкотиите, обструкциите, организираниот атак и заканите од страна на опозицијата, реализиран е висок процент на проекти и нагласи дека Кавадарци е град со најниско ниво на невработеност. Постигнато е многу повисоко ниво на комунална уреденост на градот и селата, нагласи Панов. Локалната самоуправа, јавните институции и предпријатијата се со ниско ниво на задолженост и без проблеми ги извршуваат своите надлежности. Кадровски, материјално и инфраструктурно се екипирани и опремени. Четврто, Кавадарци е град кој е еден од најпосакуваните за живот во Република Македонија. И пето, а не и најнебитно, се обидов, а се надевам дека успеав, да внесам човечност во политиката. Почитувани кавадарчани, во периодот 2013-2017 се подсетивме и реализиравме стотици проекти кои во значителна мера го подобрија квалитетот на животот на граѓаните како во градот, така и во селата. Панов се осврна на решениот проблем со водоснабдувањето, проект реализиран од локалната самоуправа со помош на владата. Ги спомена и доградбата на кеот на реката Луда Мара, реконструкцијата на трите моста, изградбата на концертната сала на основното музичко и балетско училиште, новата градинка, инвестиции во градинки и училишта, изградбата на НВО и бизнис центарот, уредувањето на просторот во новиот центар на градот, каде што наскоро треба да никне нов мини пазар, почетокот на изградбата на брзиот пат Дреново-Фариш и многу други комунални инфраструктурни проекти. Уредување на сите влезови во градот. Изграда на модуларен паркинг, како исклучување на договор за концесија за паркирањето во градот. Реконструкција на улицата Страшо Пинџур, реконструкција на делницата од локалниот пат кон село Возарци, Брана Хецтиквеш, како и реконструкција на локален пат Кавадарци, односно регионален пат за пример кон Прилеп кол селото Дрено. Изградба на музеј на вкусовите, што беше плод на менеджирање со соседната општина од Грција Едеса. Изградени се 600 метри од главниот колекторски систем, а во тек е реализација на уште 800 метри по барање на локалното население, што ќе финишира со изградба на прочистителна станица, меѓутоа менаџирана од владата на Република Македонија. Исто така од комуналната инфраструктура, Панов ги напомена сите реконструирани и асфалтирани патишта до кавадаречките села и градот. Асфалтирани се улици во должина од 80 км со асфалт, а поплочени во должина од 30 км. Поставени се 20 автобуски постојки, а локалната самоуправа помогна во реконструкција на фасадите на неколку згради за колективно домување. Со помош на владата на Република Македонија комплетно е реконструирано основното општинско училиште Гоце Делчев и во неговиот двор е изградено мултинаменско игралиште. Се изгради ново училиште во селото Марена, а се пристапи кон реконструкција на старото училиште. Го превзедавме во владение и градскиот стадион, истиот го активиравме, го ставивме во функција, како и го превзедовме фудбалскиот клуб Тиквеш, кој е сега стабилен второлигаш. Изградени се 2 нови тениски игралишта со помош на Агенцијата за млади и спорт. Променета е целотно осветлување во јавното предпријатие Јасмин, како и е
комплетно доуреден дворот со бекатон. Панов истакна дека јавното предпријатие Комуналец веќе 5-та година поред е најдоброто јавно предпријатие во Република Македонија и спомена неколку нивни достигнувања. Се наврати и на реконструкцијата во Домот на културата, каде беше извршена реновирање на сцената, помошните простории, замена на столчињата и санитарните WC јазли. Откриен е споменикот на жртвите од Тиквешкото востание, а останатите се преместени во алејата на великаните. Реконструкции се забележани на спомен костурницата, куќата на Страшо Пинџур, Ваташкиот и Полошкиот манастир. Ги реконструиравме подрумските простори на библиотеката Феткин во Депо, набавивме нови макази за пожарникарите, а од деновиве отпочнуваме со реконструкција и на нивната зграда. Не ги заборавивме и маргинализираните лица, наши сограѓани, со изградба на лифт во зградата на локалната самоуправа. Секоја година дониравме електрични колички и за прв пат морам да потенцирам покрај владата Дрекселмар Македонија е првата компанија која што вработува лица со хендикеп. Го помагнавме и здравството со донации по потреби утврдени на самите здравствени работници. Панов истакна дека воведоа географско-информативен систем со што секој граѓанин од дома може да направи увид на постоечките урбанистички планови. Тој на крајот рече дека овие и уште стотина други проекти зборуваат за нив и нивниот однос кон граѓаните. На пресконференцијата на градоначалникот Панов преку писмено соопштение реагира Општинската организација на СДСМ Кавадарци. Тие велат дека Панов се обидел тековните работи на општината да ги представи како своји проекти. СДСМ смета дека граѓаните на Кавадарци ќе се согласат дека неколку улици, тротоари и еден кружен тек се премалку за 8 годишен мандат. Општината посветено работеше во подобрување на условите за образование на младите. Изградени се повеќе наменски игралишта, а се водеше сметка и за подобрување на енергетската ефикасност во локалната самоуправа, истакна градоначалникот на општина Лозово, давајќи осврт за неговото 4-годишно работење во општината. Во изминатите 4 години во општина Лозово реализирани се 79 проекти. 12 проекти се во фаза на реализација, 6 проекти од различни причини остануваат нереализирани, рече денеска на пресконференција градоначалникот Орце Цветковски. Во отчетот за сработеното во период 2013-2017 година, тој посочи дека негова цел било подобрување на условите за живот. Особено значајно за општината изградбата на првиот експресен пат од Велес до Кадрифаково. Изградивме канализација во село Милино. Канализацијата беше финансирана од страна на швајцарска амбасада преку проект за управување со речен слив на река Брегалница, 78% и 22% од општината. Вредноста е 9 милиона денари. Изградивме канализација во село Джаматово. Вредноста е 4 милиони 500 денара од Агенција за финансиска подршка во земјоделието и од општината. Ја доизградивме канализацијата во Дорфоли и Каратманово. Финансиски средства во вредност од 5 милиона денари, извор на финансирање беше од буџетот на Република Македонија и од општината. Општината посветено работи во подобрување на условите за образование на младите. Изградени се повеќе наменски игралишта, се води сметка за подобрување на енергетската ефикасност во локалната самоуправа. Изградено е монтажно училиште во село Каратманово, кој беше финансирано од страна на Министерството за образование и од општината. Реконструиран е кровот и санитарните јазли во училиштето Методи Митевски Брицов, значи преку Министерството за образование. Поставено е парно грејење во училиштето во Лозово, Дорфоли, Каратманово и Милино, значи останува уште за село Сарамзалино. Опремена е детската градинка. Набавивме 25 душици за кревечење, лулашки, тобогани, детски справи и помогнавме финансиски за реконструкција на градинката. Цветковски напоменува дека во тек е постапка за отварање на 2 подрачни полициски станици во Лозово, како и отварање на бензинска пумпа, а веќе неколку години работи и аптека. По барање на граѓаните реализиран е проект за линиски превоз од Велес до Лозово, односно Милино, Каратманово, Дорфулија и Лозово. Донесување на детален урбанистички план за населено место Лозово и урбанистички план за село Дорфоли, Каратманово, Милино и Сарамзалино. Вредноста е 1 милион денара
кој е финансиран од Министерството за локална самоуправа, тоест од Бирото за регионален развој. Изработка на урбанистички план во населено место во село Каратманово за индивидуално домување. Тука значи ќе има 50 до 60 куќи што може да се направат. Поставено е и осветлување на магистралниот пат М5 во населено место Лозово и село Сарамзалино. Финансираме и изградба на црковни објекти во општина Лозово. Значи ова го правиме секоја година. Општината го финансира фолклорниот ансамбл Кочорацин од Лозово. Лозово е меѓу првите општини во Македонија што доделува еднократна парична помош за секое новороденче, но и за помош на ергените и девојките, кои во подминати години ќе стапат во брак. За 4 години Цветковски вели дека општината реализирала проекти во вредност од 669.000 евра. Дел од овие пари се европски преку ИПА програмата. Во наредниот период, секое домаќинство ќе го добие отчетот и ќе може да се информира што работела локалната самоуправа во изминатите 4 години. Со советнички прашања ќе започне 73-та седница на Советот на општина Велес. Советниците ќе расправаат по 11 точки кои се на дневен ред. Советот на општина Велес утре ќе ја одржи 72-та седница на која се поставени 11 точки на дневен ред. Првата точка е советнички прашања, каде советниците ќе можат да постават прашања до градоначалникот и општинската администрација. Од втората до шестата точка се предлог решенија за формирање паралелки со помал број на ученици во општинските основни училишта Васил Главинов, Благој Кирков, Јордан Хаджи Константинов Джинот, Стојан Бурчевски Буридан и Рајко Жинзифов. Од 7 до 11 точка се предлог решение за давање согласност за формирање паралелки со помал број на ученици во гимназијата Кочорацин, Средното стручно општинско училиште Димитрија Чуповски, Јовче Тесличков и Коле Неделковски. Усогласувањето на пензиите тема на денешната пресконференција на општинската организација на СДСМ Велес. Според Благој Костов, сегашната влада го зголемила усогласувањето на пензиите и секој месец ќе добиваат покачување на пензиите. Од Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН се огласија со писмена реакција, во која се вели дека СДСМ не може да го сокрие укинувањето на зголемувањето на пензиите со манипулации. Враќањето на системското и праведно решение за усогласување на пензиите согласно растот на трошоците за живот, тема на пресконференција на Општинската организација на СДСМ. Според Благој Костов, сегашната влада го зголеми усогласувањето на пензиите и секој месец секој пензионер ќе добие покачување на пензијата, со што вкупниот дополнителен износ на крајот на 2017 година ќе изнесува 2160 денари. Со носење на ребалансот на буџетот за 2017 година од страна на актуелната влада, обезбедени се средства за усогласување и исплата на пензиите до крајот на 2017 година. Усогласувањето на пензиите во 2017 година се врши согласно член 37 од Законот за пензиско и инвалидско осигурување, имено усогласувањето на пензијата се врши според движењето на индексот на трошоците на живот во висина од 50% и порастот на просечно исплатената плата на сите вработени во Република Македонија во висина од 50%. Костов потенцираше дека со таквото усогласување се обезбедува еднаквост на корисниците на пензијата, бидејќи е лично право и се остварува од остварениот работен стаж и платите. Со писмена реакција се огласи Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН Велес. Во реакцијата, меѓу другото, се вели: СДСМ не може да го сокрие укинувањето на зголемувањето на пензиите со манипулации. Пензионерите знаат што значи зголемување на пензиите. Тоа не е минимално законско усогласување од 1% кое го прави СДСМ, туку вистинско покачување на пензиите, како што го добиваа редовно кога ВМРО ДПМН беше на власт. Последното покачување на пензиите беше во декември 2016 година,
кога ВМРО ДПМН ја предводеше власта и сите пензионери добија за 620 денари повисоки пензии, за разлика од СДСМ, кои се фали со законски минималец од 100 денари. Подсетуваат дека за време на владењето на ВМРО ДПМН просечната пензија се зголеми за 70%, од 7463 на 13755 денари, а најголемо покачување добија граѓаните кои примаат најниски пензии, и тоа за 90%, од 4330 денари на 8241 денар. За разлика од времето кога ВМРО ДПМН ја предводеше власта и кога пензиите се зголемуваа, пензионерите се сеќаваат дека во време на СДСМ од пензиите се украдоа 8%, се вели во реакцијата на ВМРО ДПМН. Предучилишното образование е многу важен дел од целокупниот образовен процес. Се поголем е бројот на деца кои ги посетуваат детските градинки, затоа е многу важно во овој сегмент да се креираат вистински политики и прави потези. Намерата на министерката Мила Царовска за отварање на втора смена во градинките е чиста популистичка, без да се направи детална анализа за потребите на родителите и го загрозува системот за згрижување на децата, обвинуваат од Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН Велес. Концептот за двосменско работење на детските градинки кој што го промовира СДСМ и министерката Царовска според ВМРО ДПМН е популистички и непромислен. Ова денеска на пресконференција го истакна Каролина Попова, од партиската говорница, потенцирајќи дека во ребалансот на буџетот владата не предвидела средства за дополнителните вработувања. Таа исто така потенцираше и на несоодветноста на смените по кои што би работеле градинките. Владата на СДСМ во ребалансот на буџетот за 2017 година не обезбеди средства за дополнителни вработувања. Со ова, тие свесно сакаат да создадат проблеми кои ќе се одразат на децата и родителите. Новото работно време, прва смена од 7 до 14:30 и втора смена од 14 до 21:30 часот нема да им одговара на родителите. Голем дел од нив кои работат во Скопје, Кавадарци, Штип или во дел од приватните фирми во Велес, ги носат децата пред 7 часот, а искуствата покажуваат дека најголемиот број родители, околу 70%, децата ги земаат од градинките после 15 часот. Тоа досега им беше овозможено со постоечкото работно време на градинката од 5:30 наутро до 18 часот. Попова вели дека министерката Царовска овој проект го води нетранспарентно. Истиот го објавува на 18 август или на само 2 недели од 1 септември, кога градинките почнуваат со работа со полн капацитет. Од ВМРО ДПМН посочуваат дека за овој проект се потребни темелни и опсежни подготовки. Овие денови кога градинката во Велес работи со минимален капацитет, Министерството до градинките испреќа прашалник со кој треба да го провери мислењето на родителите за овој проект. Но проблемот е што во овие денови во градинката не одат 1200 деца како во останатиот период од годината, туку само околу 200. Каде е тука транспарентноста? Дополнително, прашалникот е нејасен и свесно скроен да ги манипулира родителите. Попова вели дека во изминатите 5 години во градинката Димче Мирчев инвестирани се над 12 милиони денари. Сите објекти се енергетски ефикасни со нови ПВЦ прозори, врати, сончеви колектори, парно грејење, нов мебел и уредени дворови. Дополнително, за зголемување на капацитетот за згрижување на деца, Попова вели дека изграден е нов објект во село Каласлари. Во недела на 27 август ќе се одржи 4-тиот пливачки маратон на езеро Младост. Оваа година маратонот е во организација на Сдруженијето за спорт и рекреација Клуб 28 и кајак клубот Бабуна под покровителство на Општина Велес, а во соработка со Пливачката федерација на Македонија. Валентина Михаловска со деталите. 4-тиот пливачки маратон на езеро Младост ќе се одржи во недела на 27 август. Истиот е во организација на Сдруженијето за спорт и рекреација Клуб 28 и кајак клубот Бабуна под покровителство на Општина Велес, а во соработка со Пливачката федерација на Македонија. На истиот ќе учествуваат 70 на пливачи. Оваа година има измена во делот на патеката. Долани се пливаше круг околу езерото,
Значи, покрај бреговите оваа година патеката ќе биде потесна и подолга, се во интерес на безбедноста на пливачите. Исто како и лани, за рекреативниот дел имаме обезбедено фонд на награди, за прво место 6.000 денари, за второ место 3.000 денари, за трето место 2.000 денари во машка и женска конкуренција. Папазов истакна дека награди ќе има за професионалците, но во моментов не можат да соопштат во која висина ќе бидат истите. Во професионалниот дел се пријавени 30, додека во рекреативниот дел 40 пливачи. Организаторите и оваа година се погрижија за безбедноста на маратонот. Учество ќе земат, како и секоја година, околу безбедноста. Ќе има спасители од редовите на Црвениот крст и кајакарските клубови од нашиот град. Учество ќе земат 30 спасители од службата за безбедност на вода од општинската организација на Црвен крст Велес, кои ќе бидат распоредени во чамци, кајаци на брегот на езерото по претходно организирани пунктови. Организацијата на пливачкиот маратон во голема мера придонесува за значењето на спортот, промоцијата на пливањето, како и промоција на езеро Младост како дестинација за водени спортови. Самата бројка од 70 заинтересирани пријавени досега надпреварувачи и во аматерскиот и во професионалниот маратон говорат дека нашата цел е постигната, дека езерото Младост ќе биде на 27 центар на пливачките измигнувања во Република Македонија и дека оваа наша манифестација добива на интензитет и расте се повеќе и повеќе. Чадиев најави дека општина Велес како досега, така и од сега ќе го поддржува овој маратон, а најави вложување и во сите други спортски активности во градот. Три новороденчиња починаа на клиниката за гинекологија и акушерство. Имено станува збор за пациентката Има, која била хоспитализирана на 21 август на клиниката за гинекологија и акушерство поради болки во абдоменот, пошто бил извршен царски рез во 27-та недела со тројка. Новороденчињата се прифатени од педијатар и акушерка во операциона сала. Спроведена е и примерна реанимација со аспирација, вентилација со маска и амбу и термостабилизација и во инкубатор се ставени сите три. Транспортирани на оделението за интензивна неонатална нега и терапија. Персоналот во неколку наврати разговарал со семејството со цел да се објасни состојбата на новороденчињата, третманот и можните шанси за преживување. И веќе следниот ден е констатирана смрт на сите три. Министерството за здравство веднаш по добивање на информациите формираше комисија за стручен тим кој детално ќе го испита случајот со цел да се утврди дали во целокупниот третман на родилката и новороденчињата е постапено согласно протоколите и медицината базирана на докази. Истовремено комисија е формирана и од страна на Државниот санитарен и здравствен инспекторат. Продолжуваме со вести од земјава. Председателот на владата на Република Македонија Зоран Заев и председателот на Република Србија Александар Вучич денеска во долг и отворен телефонски разговор ги разгледаа сите аспекти на новонастанатата ситуација во рамки на односите меѓу двете држави и постигна взаемна согласност за следните работи. Република Македонија и Република Србија сите евентуални недоразбирања во меѓусебните односи ќе ги решаваат исклучиво по пат на диалог. Без разлика на различните политички ставови во однос на одредени важни политички и регионални прашања, Македонија и Србија заедно ќе се борат за сочувување, но и за унапредување на пријателските релации на македонскиот и српскиот народ, како и граѓаните на Македонија и Србија. Република Македонија и Република Србија ќе вложат уште поголеми напори за понатамошно унапредување на економските релации и зголемување на трговските размени меѓу двете земји. Република Македонија и Република Србија во согласност со прописите на меѓународното јавно право и на добра волја и пријателска основа ќе ги заштитат интересите и правата на дипломатските и конзуларните представништва на сопствената територија. Република Македонија и Република Србија
ќе ја интензивираат меѓусебната комуникација на највисоко ниво и ќе си дадат взаемна поддршка една на друга на патот кон Европската Унија и во заекнување на добрососедските односи, што ќе придонесе кон стабилност на регионот, стои во соопштението на инфослужбата на владата на Република Македонија. Лидерот на ВМРО ДПМН е Никола Груевски. Истакна дека е задоволен од досегашната работа на градоначалниците, затоа што, како што рече, програмата која што ја ветиле во предизборието, речиси целосно е реализирана и потенцира дека граѓаните гласаат на доверба. Тој истакна дека е убеден дека и на наредните избори граѓаните ќе го поздрават тоа. Груевски оваа изјава ја даде за време на посетата на Скопската општина Киселавода, каде изврши увид на неколку проекти кои се реализираат. Пред стартот на откупот на винското грозје, лозарите и винарите со различни ставови за откупната цена за килограм предадено грозје. Првите бараат откупната цена да се зголеми за 3 денари во однос на минатогодишната, односно 16 денари за вранец и 14 денари за килограм смедеревка. Винариите засега ги нудат минатогодишните цени. Подготвени се во целост да го откупат родот, но за корекција на цената велат дека не може да размислуваат бидејќи имале проблеми со ликвидноста, но и залихи. Повисока цена може да има само за поквалитетните сорти на грозје. Најавите се дека оваа година, поради пролетните мразови, приносите се намалени додека родот би бил со подобар квалитет. Најмалку 60 лица загина во воздушните напади на коалицијата предводена од Саудиска Арабија, насочен против хотел во јеменскиот град Архаб, на околу 50 км северно од Сана, пренесува БТА. За сега не е познато зошто борците го нападнале хотелот. Според очевидци, двокатната зграда е целосно уништена и под урнатините се уште се гледаат човечки тела. Во вториот воздушен напад беше уништен шиитски контролен пункт кој се наоѓал на неколку милји од хотелот. Вести од светот. Председателот на Венецуела Николас Мадуро изјавил дека е покрената меѓународна потерница за апсење на поранешниот државен обвинител на Венецуела Луиза Ортега, која минатата недела побегна од земјата. Таа со својот сопруг побегнаа со еден приватен авион од Каракас прво на островот Аруба, наспроти венецуелскиот брег, а потоа во Колумбија, а Мадуро ги обвинува Ортега и нејзиниот сопруг дека се вмешани во тешки криминали. Ортега пак ги отфрла обвинувањата на Мадуро и тврди дека тие се политички мотивирани. Ортега е најгласниот политички противник на власта и Мадуро, иако претходно беше негов сојузник. Колумбискиот председател Хуан Мануел Сантос изјавил за тамошните медиуми дека Ортега ќе добие политички азил во Колумбија доколку го побара тоа. Засилен е притисокот на САД од страна на американскиот државен секретар Рекс Тилерсон врз Пакистан во врска со веќе регистрираната поддршка што властите во Исламабад им ја даваат на талибанците од Авганистан. Тој ја предупредил пакистанската влада дека земјата може да ги загуби американските привилегии и поволности доколку не го смени своето досегашно однесување. Пакистан ги негира ваквите обвинувања кои не се нови и не се изнесени за прв пат, тврдејќи дека земјата не им дава прибежиште на талибанците. Предупредувањето на државниот секретар на САД доаѓа само еден ден по говорот на председателот Доналд Трамп, во кој беше промовирана новата американска стратегија во Авганистан, во која стои и обврската на американците да им помагаат на афганистанските сили во борбата со талибанските бунтовници.
Денес имавме сончево време со мала облачност, проследено со слаб ветер од северен правец. Увендексот има вредност 7. Утринската температура се движеше во интервал од 5 до 15 степени, а дневната температура од 23 до 32 степени. Следува период на претежно сончево време со посвежи утра, а дневната температура ќе биде во постепен пораст. Метеоинформациите беа последни во информативното издание на Дневникот на К1 телевизија. Јас ви благодарам за вниманието. Ви понатаму останете со програмата на К1. Пријатно.